Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Денес на дневен ред, после повеќе од 10 на 15 дена, повторно разговараме за нови кадровски решенија. Кадровски решенија кои што не ги избрал премиерот, бидејќи очигледно не кажува ниту еден збор за нив. Но за да ги слушне целата македонска јавност, јас ќе прочитам кои се тие. На собранието му се предлагаат заменици министри, и тоа господин Тирон Јајага, заменик на министерот кој раководи со Министерството за одбрана, госпоѓа Викторија Аврамовска-Мадик, за заменик министер кој раководи со Министерството за правда, за госпоѓа Виолца Бериша, заменик на министерот кој раководи со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, госпоѓа Маја Манолева, за заменик министер кој раководи со Министерството за здравство, господин Агим Нухију, за заменик министер кој ќе раководи со Министерството за образование и наука. И имавме едно резиме по кој што господинот Ковачевски зборуваше за се, само за замениците министри не. Впрочем, ова е прв премиер во историјата на оваа држава кој што повеќе зборува за опозицијата отколку за себе, за своите визии, за тоа зошто ги бирал овие кадри, или пак не дај Боже да почне да зборува за проблемите со кои што се соочуваат граѓаните на Република Македонија. Значи, ниту еден збор за сите актуелни проблеми со кои што се соочуваат македонските граѓани. Впрочем, не само што не сака да зборува, премиерот е прв премиер кој што не сака ниту да слуша. Често овде гледаме како чита книга, става слушалки во ушите, впрочем, и во моментот е токму таа слика, но не и се. Замислете, тој не сака да зборува за имиња и презимиња. Па сите сме ние овде 120 имиња и презимиња, ама поради едно име и презиме може да падне цела влада. Не сака да зборува за имињата на министрите, не сака да зборува за имињата на замениците министри, бидејќи тоа биле само имиње и презимиње и не значеле ништо, значи воопшто не ги читал ниту CV-ата кои што му ги подметнале ДУИ и Алијанса. Впрочем, замислете, овде зборуваме веќе 15 на дена, но премиерот не сака да зборува ни за непотизмот кој што се случува, впрочем, со овие, односно со некои од овие имиња и презимиња. Премиерот не сака да зборува за скандалите кои што ја тресат македонската јавност. Премиерот не сака да зборува за дуќаните на дуќанџијата груби, не сака да зборува за ветингот кој што го ветуваа, не сака да зборува за никакви реформи, не сака да зборува за лебот, впрочем, да излезе овде и да каже, да искористи оваа говорница, зошто граѓаните во текот на вчерашниот ден или првиот ден од кога влезе во сила новата мерка за замрзнување на цените на лебот во маркетите, воопшто немаше леб. Не сака да зборува за куќите на улица Бриселска, за комшиите таму, за тоа кој со кого се среќавал, каде се среќавал, колку пари се купиле тие куќи. Овој премиер не сака да зборува ниту за своите спонзорирани постови, за тоа колку пари за 100 дена потрошил пари, впрочем, на граѓаните на Република Македонија за да биде инфлуенсер. Овој премиер не сака да зборува ниту за бомбите, кои што повеќе од половина година секојдневно се најавуваат
низ многу мејлови на многу училишта и институции во Република Македонија и за кој што се уште никој ништо не покренал, се уште никој за ништо за сето тоа не збори. И замислете, не сака да зборува ниту за учениците кои што немаат континуирана настава, еве веќе долг период, не сака да зборува за Тимсот кој што вчера не проработи, не сака да зборува за учебниците кои што нашите деца се уште за жал ги немаат. Понатаму не сака да зборува за армијата на портали и вработените во Министерството за политички систем, кој што всушност преку истражување вчера видовме дека креираат лажни постови и да, може би тој не е надлежен за ресорот ДУИ, меѓутоа е надлежен да одговори на прашањата на граѓаните. Тој е единствениот премиер кој што никаде не отишол на политичка дебата, кој што не сака да дебатира и да не слуша и тука нас одговорница, но не и се. Не сака да зборува за земјоделците, односно се фали со некакви реформи, а впрочем земјоделците се незадоволни. Не сака да зборува за ФЗО и за проблемот кој што го има таму вработените, меѓутоа и сите граѓани на Република Македонија. Не сака да зборува за неисплатените боловања, не сака да зборува за средствата или парите кои што граѓаните ги дадоа во меѓувреме за лекови, бидејќи не функционираше целиот систем, за податоците кои што може би се злоупотребени или ќе бидат злоупотребени во иднина. Не сака да зборува ниту за судството, не сака да зборува за новиот шеф на обвинителството за организиран криминал, не сака да зборува за председателката на судскиот совет, која што е впрочем избрана од фотоалбумот на СДСМ, за непотизмот кој што ни се случува во судството, не сака да зборува ниту за кадрите кои што произлегоа сега од Академијата за суди и јавни обвинители. Не сака да зборува за многу клучни теми, а очекува граѓаните да му дадат поддршка и пратениците да му дадат поддршка. Впрочем, во неговото обраќање, замислете, вели дека Собранието имало доминантно мнозински прогресивен капацитет со потенцијал ваквото мнозинство да расте. Како ќе расте, премиере, на оваа држава, кога гледаме дека мнозинството или оние кои што ви го креираа моменталното мнозинство не се наоѓаат ниту во салата во моментот. Кога седите сам по цел ден, без ниту еден министар, заменик министар, да ви прави барем друштво, ако ништо друго. Или муабет, бидејќи досадно ви очигледно да не слушате нас по цел ден како зборуваме за проблемите на граѓаните, а вие немате ниту храброст, ниту доблест да излезете овде и да дадете било каков одговор на било кои од сите овие теми. Овие теми се многу битни за граѓаните. Најдете храброст, излезете. Со спонзорирани постови нема да можете да ја стекнете довербата кај граѓаните на Република Македонија. Тие ниту ве избрале, ниту пак ќе ве изберат. Верувајте ми, бидејќи на ова арогантно однесување, ова надмено однесување, вакво однесување не му доликува на еден премиер на Република Македонија. Ви благодарам.